Во екот на грејната сезона и правењето на традиционални стари македонски специјалитети. Зелникот кој памти веќе на трапезата на македонецот и денес е опција за појадок или ручек на кој никој не останал одолив. Анкетираните штипјани земнет велат дека покрај што огнот го палат за да се стоплат во ладната зима, тие често го подготвуваат и ваквиот специјалитет. Истакнуваат дека сега е сезоната за да се извадат сукалките и софрите од нивните прадедовци. Па и како не готвиме? Зелник со прашче. Со што друго може? Со спанакче. Сирење. Со сиренце. Се. Јајца. Поубаво домашно нема. А ние сме по-стари и знаеме ги тие дети. Сукаме, мечеме, месеме, печеме, се е рачно. Прашчето да има сочност се става и оришче малко. Па зависи, некој со ладна, некој рецепта има со ладна, некој има со топла. Ја со топличка, со топла војчка, секое тесто, солчичка, замесам и си сукаш. Сукам, разтрагам киснато, лиснато, не знам какво не знам. Значи сите специјалитети ги знам за сукано. Па и не само сукано, и лепче, и тутрички, кифлички, се си правиме вај период. Па некако дома сме се, нели надвор не излеваме. И шо ќе правиме, ај нешто да работиме. Дрва има. Дрвца има, топличко, и печи, и јади гмечи. Шо ти кажувам? Некна ми се јави внуката, бабичко, може ли? Многу ми се јаде прашче и месо. Довеги баба ки ти прже, кој спржам коса с една душичка на баба, леле. Правам киснато сукано со маргарин. И биде исто, не, кори со маргарин мачкани и после биде исто како сукано. Праве се од зелка кисела. Може и со прас. Со зелка. Прави се. Се, да. Нормално, горе оѓено, направиме. Те сега ќе става со кисела зелка, знаеш што кисела зелка е поубав. Кисела зелка, ваа сега што ја ставаме за туршијата. В средина така правиш. Малку се запрже, малку се стави црвено пиперче, можеш и прашче да си ставиш и не мораш. Сукањето и подготовката на традиционалниот зелник штипјани велат дека ги научиле од нивните мајки и баби. Па децидни се сега дека нема никој да ги наследи кога станува збор за пренесувањето на ваквата традиција кај младите. Под родителите нормално. Мајка ми, свекрва ми. Например, јас сум пола штипјанка, пола струмичанка. Мајка ми други работи. Мајка ми иако штипјанка, друго јаче е прифанала од струмица да готве. И тука од свекрва ми сам прифанала некои многу стари штипски рецепти. Може би и малку турски. Па да сукам од мајка ми, свекрва ми, тоа специјалисти беа за сукано. Сукаше ли се едно време? Како не се сукаше? Сукалото и ти шо викаш на тоа софра, мајка ми е сукала. Инаку овој специјалитет има многу старо потекло и има елементи од турската кујна. Се подготвува во мрсна и постна варијанта, а истиот е нераскинлив дел од бадниковата трпеза.